Македонија се најде и меѓу страниците на Travel Weekly, списание за луксузен туризам, во неговото специјално издание Aspire Magazine. Директорката на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот Лела Крстевска во интервју за престижното списание ги нагласи природните убавини на Македонија и потенцијалите со кои располага за овој вид туризам. Поради покажаниот интерес од британската публика, Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот оваа година во ноември ќе учествува на Aspire форумот, организиран од Travel Weekly Group. Средбата на над 50 туроператори пред кои ќе биде представена понудата за луксузен туризам е уште една можност за представување на земјава пред потенцијалните странски гости. Travel Weekly пишуваше за Македонија повторно и пред еден месец, во статија за луксузниот туризам посветена на иновациите во велнесот во Европа. Македонија беше представена како една од новите дестинации за овој тип на одмори. Македонија станува се поинтересна туристичка понуда и британски Mirror пишуваше за величенствената Македонија, една од неоткриените убавини во Европа. Може би нема излез на море, но има многу историја, храна и забава на вода во оваа прекрасна балканска земја, опишува новинарката Лора Милор, не заборавајќи да ги спомене Охридското езеро, стариот град и многуте цркви, Скопје со домот на мајка Тереза и старата скопска чаршија, но и новите музеи и споменици кои ја потсетувале на Лас Вегас. И Лос Анџелес Тајмс објави репортажа за Охрид. Авторката Марго Фейф вели дека е една од најстарите човечки населби во Европа. Првпат се споменува во грчки документи од 353 година пред новата ера, а езерото кое е старо повеќе од 3 милиони години е најстарото во Европа и едно од најстарите во светот, кое содржи флора и фауна кои датираат од терциерниот период.